Владата продолжува да се задолжува на домашниот пазар, овој пат за скоро 18 милиони евра. Министерството за финансии денеска понуди 15 годишни државни обврзници со каматна стапка од 2,5% во вкупна вредност од 4,88 милиони евра, како и 12 месечни државни записи без девизна клаузула со камата од 0,7% во износ од 13 милиони евра. Веќе утре достасуваат за враќање приближно толку или 17,5 милиони евра. Во текот на месецов нема други пари за враќање, а Министерството ќе се задолжи уште еднаш на 27 август. Во последните извештаи Европската комисија и Светска банка и препорачаа на владата да направи поамбициозна фискална консолидација, државата да внимава како ги троши јавните пари и да ги реализира капиталните инвестиции. Јавниот долг на крајот на првиот квартал изнесуваше 46,1% или 5,24 милиарди евра, а државниот долг 38,2% или 4,34 милиарди евра. На крајот на мај беше усвоена и нова фискална стратегија. Со неа беше предвидено јавниот долг да достигне 51,7% од бруто домашниот производ до крајот на годинава. До година тој ќе изнесува 52,3% од БДП, а потоа би требало да се намали на 50,8% од БДП во 2021 година, односно на 49,1% од БДП во 2022. Јавноста најмногу критикуваше дека додека власта се задолжува дома и надвор, слабо се градат патишта, железници, училишта, болници. По катастрофалната реализација на капиталните инвестиции лани од 65%, истиот тренд продолжува и годинава. За 6 месеци владата потроши едва и 20% од планираното за цела година.